И сончаниот тен обично бара поинаков начин на шминка. Поради чистата изложеност на сонце во летниот период, обично нашата кожа е посува и дехидрирана и секако треба да внимаваме и повеќе да се грижиме и за нашата коса. Ова утро совети за тоа како да одбереме вистинската шминка во летниот период, но и како да си ја зачуваме здрава и свежа косата од сончевите зраци. Совети ќе добиеме од стилистот Бобан Тодоровски. Бобан, ќе ви посакам добро и убаво утро, веќе добро познат на македонската јавност и на македонската публика, човек кој што работи повеќе од 15 години во својата професија. Она што многумина го грешиме и го правиме во летниот период е кога ќе се исончаме, кога ќе не фати, тенот, кога ќе ни се обои, никако секогаш ја погрешуваме пудрата. Прво нешто за девојките и за дамите. Кои се вашите совети, како треба да се негува кожата во летниот период? Пред се благодарам на поканата, Ивана. Сакам да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија. Значи, кога се работи за летен период, поготово за кожа, сите сме генерално не само кога идеме на одмор или кога сме на плани или било на никое високо место за одмор, туку секојдневно треба да ја негуваме кожата, затоа што UV-зраците се веќе појачани, самата кожа исто така бара своја хидратација, значи како со нега, така со чистење, така со SPF фактор, заштита од сончеви зраци, нели? Јас би ги советувал клиентите и секој еден или што користи некоја нега на кожа, тоа да биде пред се со чистење на лице. Значи секојдневно чистење на лице, да се користи заштита од UV зраци и доколку некој сака да се шминка или било што, да биде тоа пудрата замена за ББ крема, да кажеме. Така, каква шминка е следното прашање, да одбереме? Еве и ние пред камерите и во летниот период треба да сме нашминкани, но и луѓето кои што секојдневно исто така нивната професија бара шминка, не можеме да избегнеме воопшто да не се шминкаме во летниот период. Каква шминка да одбереме, односно каква треба да ни биде шминката кога станува збор за овие топли летни жишки денови? Пред се шминката треба да биде издржлива за овие температури, така да разликата би кажал помеѓу зимскиот период и летниот период, зимскиот период ни дозволува малце тоа да биде повеќе тежинска шминка, значи да се стават и повеќе слоеви на шминка, тоа и со малце поразлични бои, доколку во летниот период ние како професионалци избегнуваме тоа да биде во многу слоеви. Најубавата тајна за, да кажам, за еден летен изглед е да се користи ББ крема, лајт, многу течна пудра, значи да биде пудрата со многу лесна текстура како би издржала, исто така и да има добар квалитет, истата таа да ги издржи тие потења и самите некои предизвици кои што ни го дава самото тоа топло време. Исто така многу е битно таа пудра да се сетира и да користат луѓето сетинг спреј или фиксатор по народно кажано. Така, тука и косата, која што исто така се оштетува и тоа доста од сончевите зраци. Што препорачувате за летниот период, како да се негува косата, како да остане здрава и хидрирана? Косата треба, јас работам со конкретна козметика за коса, која што во нашата козметика има третмани кои што се за длавинска хидратација, значи за разлика од некои други третмани, мислам дека е многу битно самите луѓе да користат спреј кој што има исто така хит протектор, значи заштита од топлина. Знаеме дека на Балканот, да кажем конкретно
поготово и во Македонија, луѓето многу често користат пегла, фигаро за коса и такви некои ствари, така да хит протекторот или спрејот за заштита е многу битен кога се работи за косата. Исто така тој може да се користи и за деновите кога се изложени на сонце, значи секојдневна употреба. Хит протектор е must have, нешто што мора секој еден да го има за коса, а кога се работи како рутина да се користат маски за хидратација, значи некои серуми за скалпот, зашто скалпот исто така страда, ние многу забораваме дека самите тие проблеми од косата ни доаѓаат исто така и од кожата и тоа е се поврзано едно со друго, кое што мораме да внимаваме и на самиот скалп и на самата влакна. Да, верувам дека сите овие совети сите како добродојдени за сите клиенти, за гледачите, особено за дамите кои што секако нели малку повеќе внимаваат на косата, па и на лицето и на шминката. На што треба Бобан да се стави посебен акцент кога станува збор за летната шминка? Кога се работи за летната шминка, најчесто треба да се стави акцент на тоа да изгледа нели самата шминка лесно и природно. Пред се, луѓето мора да го слушаат и своето лице, својата кожа, затоа што секоја кожа е своја индивидуа сама по себе и не може мојата рутина да одговара исто и кај некој било кој друг. Значи, мојата рутина е само моја рутина, моето лице си кажува што највеќе му треба, така да јас би ставил повеќе акцент луѓето малце повеќе да се посветат на нега на лицето, затоа што ако ти имаш добро одржана кожа, добра хидратирана кожа, значи се тоа ќе си дојде и самото лице ќе побара многу помалку шминка, така да повеќе би ставил акцент кога се веќе изложени температурите на многу високо ниво, исто така и негата да биде на високо ниво. Значи, под нега исто така спаѓа не само крема, да се пие многу вода, да се хидрира телото однатре, да користиме еден трик јас кој што најчесто ми одговара да си правам вода со лимон и краставица и тоа ми прави преубав вкус прво да ја пијам водата, а второ и ми дава дупла хидратација и така се рефлектира на кожа, коса и ногти. Така да најчесто најпрво би кажал дека треба да се стави акцент на самата нега, на самото лице и изборот на продукти, значи поубаво е да имаш 5 кои што ти се вистински, отколку 20 кои што не ти одговараат. Така да малци тоа да припазиме што купуваме, како купуваме, да не е импулсивно пазарењето, него да е квалитетно и промислено нели пред се. Кои се трикувите кои што може да да ги споделите со дамите за брза, ефективна, лесна летна шминка, нели сепак тоа да биде брзо направено и сепак да не биде кожата заштитена, а и да изгледаме нели на шминка. Така, па јас би кажал дека оваа рутина која што ќе ја кажам сега би требало да биде некои 10 минути според мене. Најпрво би ставил тонер на лицето, би го изчистил, после тоа би ставил некој серум или крема за хидратација. Третата рутина би била коректор на очите, само коректор на мистото на лицето само таму каде што треба. Малце минимален блаш или руменило на лицето, сенка некоја крем, во лето не ни требаат ни тешки елајнери, ни било што може нели за преку ден и секојдневен изглед да го оптеритува тој изглед. Така да некоја крем сенка, малце маскара, вегите да бидат убаво исчишлани и сетинг спреј, значи онака да биде тој цел изглед да кажам сјаен, значи glowy skin. Да, супер совети кои што навистина за кратко време ќе ни направат да изгледаме нели убаво и средено, но и да бидат прилагодени нели на температурите кои што ги имаме надвор. Каков е предизвикот да се работи како стилист во години во земјава? Искрено предизвикот е многу голем, мислам како и годините што идат навака, нели мислам свесни сме колку времето си има променето, колку начинот на работа си има променето, исто така и самите клиенти и соработки да кажам се менуваат. Меѓутоа
искрено мислам дека треба да си ја најдеш својата автентичност и луѓето ќе те препознаат. Јас после 12 години професионална работа, јас сум веќе 15 плюс, мислам моите блиски пријатели многу сакаат да кажат на темата дека имам повеќе работно искуство отколку животно веќе. Ама мислам дека предизвикот е многу голем. Најголемиот предизвик е да се пронајдеш себе си. Од кога ќе се пронајдеш себе си, повеќе после тоа е веќе многу лесно. Така да можам да кажам дека некоја тајна за голем успех е само да си константен, да си го креираш тоа што го сакаш, затоа што еден ден ќе дојде твоето време. Да, ти благодарам на одвоеното време, ти посакувам уште многу долги години работа и да си продолжиш понатаму, нели, како што тоа го правиш најдобро до сега. Ти благодарам. Ви благодарам и на вас. Фала и на поканата уште еднаш.